Презентацијата на предлог буџетот за догодина се претвори во весела математика за јавниот долг. Откако првично рече дека јавниот долг ќе се зголеми за 300 милиони евра, сумата што премиерот на крај ја пресмета стигна до 600 милиони евра, износ за кој известуваа медиумите во претходните неколку дена. 6% од GDP е 600 милиони евра. Ако овде имаме 2,5% или близу 300 милиони евра, 17,7 милиарди денари, околу 300 милиони, ќе ги додадете 200 милиони или 198 новиот договор со Екзим банката од јавното предпријатие за државни патишта кој што не е во буџетот, еве ги 500 милиони, веројатно за дел ќе легнат самите договори да се потпишат за регионалните магистралните патишта што се прават. Планирано е веројатно почнувањето на Скопје-Блац. Со кредит ќе биде исто така тоа регулирано. Тоа е максимум, зависно како ќе се движат работи. И ќе стигнат не повеќе од 54,5 колку што е тука соопштено, значи не повеќе од 600 милиони. Откако неодамна министерот Тевдовски соопшти дека јавниот долг енормно ќе се зголеми од 48% на 54% за само една година, сега се потруди да ја ублажи паниката во јавноста. Вели тоа бил максимумот кој можел и да не се достигне во 2019-та. Кав интензитет ќе бидат главно работи на капитални инвестиции во ЈПДП. Значи, ќе зависи колку тие ќе работат за да влечат кредити и да исплатат. Во нашата проекција, значи, тоа ви е главно. Ние одиме со максимален износ. По бурните реакции на синдикатите кои побараа поголемо зголемување на платите од најавеното на административците, културните работници, наставниците, вработените во полицијата, се чини единствени кои се изборија за пораст на платите од јануари наместо од септември се медицинските сестри и техничари. Владата попушти откако тие се заканија со протести. За покачување на примањата за другите категории работници немало место во буџетот за следната година, вели премиерот. Владата до година треба да врати стари долгови во висина од 268 милиони евра, а планира дополнително да се задолжи на домашниот и странскиот пазар за 556 милиони евра. Само за камати за стари заеми ќе треба да одвои скоро 150 милиони евра или 18% повеќе од годинава. Кај приходите, од даноци ќе се соберат за 6,4%, а од придонесите за 11% повеќе пари. Од буџетот за стоки и услуги ќе се потрошат 11,5% повеќе средства, за социјални трансфери за 7% повеќе, а за капитални инвестиции над 400 милиони евра. Меѓу нив, владата планира да продолжи да го гради гасоводот низ Водно, ќе бара нови локации за клиничкиот центар во Скопје и ќе го интензивира проектот Пруга кон Бугарија.